рекламите, време е за вестите. Конечно ќе се сервисира компјутерскиот томограф во Штипската клиничка болница. Секој момент се очекува да пристигнат и сервисерите, кои за една недела повторно ќе го стават во функција апаратот кој не работи од мај годинава. Конечно ќе се сервисира компјутерскиот томограф во Штипската клиничка болница. Склучен е договор со властени сервисери, кои откако ќе отпочнат со сервисирање, за една недела апаратот треба да го стават во функција и тој да влезе во системот Мој термин. Што се однесува до компјутерската томографија, која веќе подолго време е надвор од функција, од причина што проценетата вредност е повисока и имавме меѓународен тендер, веќе е завршена процедурата за јавна набавка и склучен е договорот со фирмата која единствен понудувач имаме. Бидејќи станува збор за меѓународен тендер во износ од 1.600.000 денари, процедурата е долга и е потребно малку повеќе време за целосно да се испочитува законската рамка. Станува збор за сервисери кои што не се под нас, тоа се скопски фирми, не овластени тела кои што имаат низ цела Македонија машини, така да и тука беше до некаде и правната процедура која што требаше да се испочитува, Советот за јавни набавки, нели 58 дена чекање, жалби. Значи апсолутно една долга процедура, меѓутоа тоа беа законските рамки, тоа се нашите можности. Поради истрошеност на специјална цевка за снимање, компјутерскиот томограф не работи од мај годинава, па пациентите беа приморани ваквите дијагностички прегледи да ги вршат во Струмица или Велес. Инаку Штипската клиничка болница компјутерскиот томограф го доби во 2012 година, како дел од големиот тендер на Министерството за здравство. Покрај томографот, болницата тогаш доби и магнетна резонанца и ангиограф. Изгоре кровна конструкција на магазин во сопственост на Македонски железници. Универзитетски професори, аналитичари и од бизнис секторот денеска на правниот факултет во Штип дебатираа на темата влијанието на евроатланските процеси врз унапредувањето на меѓуетничките односи. Ставот е дека 80% од граѓаните сакаат да бидат дел од ЕУ и НАТО, а токму тоа е и централната тема кон која треба да се фокусираат политичарите. Повеќе од 80% од граѓаните во земјава без разлика на етничката припадност мислат дека колку повеќе се интегрираме или напредуваме во евроатланските интеграции, толку можат и да се подобрат и меѓуетничките односи, рече председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани. Забележа дека тоа е нормално затоа што се стремиме да ги споделиме вредностите со евроатланските земји. Повеќе слобода, повеќе демократија, правда, слободни медиуми, независно судство и сите се тие вредности кои на еден начин помагаат, односно се предуслов за да се релаксираат и меѓуетничките односи со тоа што се добива во комуникација и едно е што е многу важно, посебно кај младите. Ако живеат во слободна, демократска, безбедна земја, тогаш се поинвентивни, покреативни. Рамадани вели дека како држава треба уште многу да обработиме за да конкурираме на евроатланските вредности, но желбата на граѓаните за влез во ЕУ и НАТО ги обврзува политичарите и функционерите да одговорат на желбите и на волјата на граѓаните. Аналитичарот Алберт Муслиу истакна дека младите без разликата на етничката припадност размислуваат униформирано. Сите сакаат да заменат од земјава во европските држави, но задачата на овој совет е да им укаже на политичарите дека токму централна тема за граѓаните се евроатланските интеграции. Вие сите знаете дека ние не поминуваме низ критични или кризни мали, него живееме во Македонија нормално. Соживотот тука е вековен, не е тој нешто ново измислено или од самостојноста на Македонија, и тоа е нешто што треба да го негува. За жал, не секогаш политичарите тоа го негуваат, како што реков на почеток, тие често тоа и го користат за своји цели. И мислам дека вакви активности кои нашите ќе укажат
дека тие вековни вредности на соживот може само да се унапредуваат и што повеќе се унапредуваат, тие не доближуваат повеќе и до европските вредности. Трифон Костовски вели дека е време да се свртиме кон самите себе си, да унапредуваме и нашата економија. Значи, сакаме да кажеме, бизнисот, односно стопанството, во ниден момент не спеме да го трнеме како една обврска кон што мораме да се стремиме, бидејќи благодетта на нашето население, на нашите граѓани, кои што масовно веќе ја напуштаат земјата поради неперспективност во земјата, мора да се стави еднаш крај. Бидејќи животот ниту почнува, ниту завршува тука, меѓутоа ние би сакале нашите поколенија да останат овдека и овдека да го градат тоа општество. Универзитетските професори, аналитичари и бизнис секторот кои се дел од Евроатланскиот совет на Македонија велат дека младите без разлика на етничката припадност заеднички треба да го градат општеството и да се стремат кон евроатланските вредности како граѓани на Македонија. Во текот на 2016 година, јавното предпријатие ИСАР за обнова на водоводна мрежа и изведба на фекална канализација инвестираше 20 милиони денари. Интервенирано е низ урбаните заедници, но и во Караурман, а средена е состојбата на коритото на река Отиња. Јавното предпријатие ИСАР во текот на оваа година инвестираше во обнова на водовод и канализација околу 20 милиони денари, средства од буџетот и сопствени средства од јавното комунално предпријатие. Реконструирана е водоводна мрежа од 1,5 километри и поставена е фекална канализација околу 2 километри. Како побитни активности ќе ги издвоиме реконструкција на водоводна и фекална канализација на улица Вардарска, како и реконструкција на водоводна линија на улица Велко Влаковиќ. Исто така се изведени и околу 30 приклучици за домаќинствата на новата канализациона линија во населба Македонка. Континуирано се работеше и на изведба на фекална канализација во Караорман, во должина од 4,5 километри, а инвестирана и во селата Балталија и Шашаварлија. Истовремено е изведена и комплетно е изведена атмосферска канализација во коритото на река Отиња. Сите овие инвестиции се во вкупна висина од околу 20 милиона денари, кои средства се обезбедени од буџет на општина Штип и од сопствени средства на јавното предпријатие ИСАР Штип. Во тек е реализацијата на проектот за замена на старите водоводни броила со нови дигитални, а сето тоа оди во прилог на намалувањето на загубите на вода. Хидросистемот Злетовица тема на прес на опозицијата. Експресен одговор пристигне од директорот на ИСАР Ангел Бојаджиев. Помина 2 години, вода за Шчипрани од Злетовица нема. Иако општината потроши 1,2 милиони евра досега за ова. Градоначалникот Илчо Захариев треба да излезе пред граѓаните на Штип и да одговори. Зошто Штип не ја користи водата од Злетовица иако се потрошија 1.200.000 евра? Дали Штип воопшто ќе користи водата од хидросистемот Злетовица? Граѓаните е битно во своите домови да имаат вода. Дали водата ќе биде од Злетовица или ќе биде од Брегалница, тоа не е битно. Битно е граѓаните на град Штип да имаат вода. Злетовица е голем проект на владата и овозможува 500 години решавање на проблемот со вода. Ако нема вода од Брегалница, ние веднаш ќе ја пуштиме водата од Злетовица. Илија Димовски сношти во Штип порача дека на граѓаните ќе им понудат кампања во која главна компонента ќе бидат вработувањата, странските инвестиции, економскиот развој, како и заштита на националните и државни интереси. Како партија почнуваме силно на терен. Започнуваме од Штип, кој во изминатиот период прерасна во административен и образовен центар, изјави вчера Илија Димовски од штабот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Тој најави дека тие како тим ќе стигнат до секој граѓанин, бидејќи овој пат во прашање е стабилноста на државата, а граѓаните на Македонија не сакаат да живеат во времиња во кои ќе има секојдневна дестабилизација, шокови, напади врз институции, како и обиди за девалвација на денарот. Граѓаните сакаат да ги гледаат и автопатите како ден од ден се поблиски се до Штип, но ќе сакаат да ги гледаат и локалните патишта, и локалната инфраструктура, реконструкцијата на училиштата, изградбата на болниците, која што исто така секој ден го гледаат со свое око. Затоа овој пат немаме намера да запреме, затоа овој пат
имаме намера да дојдеме до конечната цел од 63 пратеници. Не за да ни биде нас полесна работата, туку Република Македонија да биде стабилна држава. Димовски очекува на терен да се соочат со негативна и деструктивна кампања, а тие како партија ќе понудат кампања во која главна компонента ќе бидат странските инвестиции, економскиот развој, како и заштита на националните и државни интереси. Ние планираме да се обраќаме кон граѓаните. Ние не сакаме да имаме работа со политичка структура, политичка партија која што користеше удбашки методи во минатите 2 години и се обиде да направи максимална дестабилизација на државата во сите сегменти, и безбедносно, и меѓуетнички, и внатре помеѓу македонскиот народ, и економски, и финансиски, и така натака, и така натака. Димовски забележа дека новие избори на граѓаните ќе им се понудат квалитетни кадри. Во сите изборни единици ќе има постапки за правење на листите за пратеници од ВМРО ДПМН, односно ќе се одржат работни состаноци на сите нивоа на партиските органи, за на крај да одлучи Централниот комитет. Почитувани залудни се обидите на ВМРО ДПМН е после 10 години да зборуваат за некакви идни проекти. Како резултат на расипничкото и неодговорно однесување на ВМРО ДПМН, штипјани секој ден живеат се потешко. Затоа Илија Димовски не смее да се соочи со граѓаните на терен, па го гледаме во неговите празни партиски простории. Не поминуваат повеќе лагите и манипулациите на ВМРО ДПМН. Нивното време заврши. На нивните криминални политики на 11 декември ќе им ставиме крај. Изгоре кровот на стариот магазин на Македонски железници во Штип. 11 пожарникари го гаснеа пожарот кој избувна синоќа. Истражните органи треба да утврдат кои се причините за пожарот. Изгоре кровната конструкција на стариот магазин кој се наоѓа во непосредна близина на железничката станица во Штип. Командирот на територијалната противпожарна единица Благој Ренџо вели дека синоќа 11 пожарникари со 2 противпожарни возила го гаснеле пожарот во стариот магазин. Се работи за опожарена кровна конструкција, пожарот е ставен под контрола и се врши на негово догасување. Материјалната штета надлежните институции ќе се ја утврдат. На лице место излезе екипа на кримтехника од СВР Штип, која треба да ги утврди причините за пожарот. Во објектот се чувале стари предмети на Македонски железници, така да штетата од огнените јазици е само на кровната конструкција. За оваа година, значи, после пожарите на отворено, значи ова не е прва интервенција вака на објект. Штипските пожарникари според евиденцијата во текот на оваа година интервенирале на околу 220 пожари. Пасиштата се претворени во раници, сточарите се жалат. Експертите порачуваат дека овие површини да се евентираат катастарски и да се процесуираат за да се усогласат со реалните состојби на терен. Дека нема каде да го напасуваат добитокот, реагираат сточарите во Карбинско. Велат дека и не треба да плаќаат за пашарина, бидејќи стадата ги водат на нивните ниви. Се жала дека пасиштата се изорани од земјоделци, а дека поради недостигот од пасишта се намалуваат и нивните стада. Ептен ќе опадне, нема кој. Нема и тоа што имаше паша, изора и зондеа, дека ќе пасеш. Ние дури пашарина не треба да плаќаме, ние у нашите ниви ги пасеме овците. Ние немаме паша тука. У селото. Паша нема. Податоците од терен покажуваат дека се намалува сточниот фонд во државата, но и дека има доволно пасишта за напасување на стадата добиток. Универзитетскиот професор Татјана Прентовик појаснува дека бројноста или обемот на добиточниот фонд не укажуваат на тоа дека имаме едно условно грло на 2 до 3 хектари пасиште. При интензивно сточарство оваа бројка треба да биде поголема, односно да биде 2 грла на 1 хектар површина. И во вакви околности таа смета дека постои решение на проблемот со пасиштата претворени во ораници. Тие површини треба да се евидентираат, катастарски да се процесуираат, за да знае Македонија со какви ресурси располага, од тука натаму да може да ги сите други процедури да ги усогласи со реалните состојби на терен. Пред една година се најави изработка на регистарот на пасишта. Во моментот се работи на студија за утврдување на фактичката состојба на пасиштата во источниот регион. Ки имаат ли од неа благодет сточарите од Подплачковичко?
Плачковица видов дека не е баш не е планина така многу продуктивна, да речем. Не е тој капацитет да прехранува многу стока таму. Таа приближно е капацитетот, таму сега има околу 5000 овци, колку што гледам, и околу 1500 крупен добиток. Значи тоа е тој капацитет, повеќе таа планина не трпи стока, толку е капацитет. Но од тоа да извлечеме максимум, тоа не е целта. Да сега тоа убаво кажа дали ќе го облагородиме со вештачко ѓубре, дали тоа смееме да го облагородиме со вештачко, ако сакаме утре да направиме органска храна, и пак треба да пазиме на тие мерки. Дали ќе преземеме мерки некоја наводнување да биде некакви канали, тоа треба да се убаво да се направи, на убава студија да се направи. Околу 160 сточари во Штипско и Карбинско плаќаат надомест на државата за пашарина. Пред 20 на години од целокупната површина на државата околу 700.000 хектари биле пасишта. Последниве податоци од 2009 година говорат дека околу 200.000 хектари се пренамениле за друга цел и сега изнесуваат околу 500.000 хектари. Нормите на Законот за јавна чистота важат за сите, а за непочитувањето на еколошките правила, инспекторите и комуналните ридари ќе казнуваат. Казните се движат од 3.000 па дури и над 12.000 динари. Комуналните инспектори подсетуваат дуќаните и јавните објекти да не чекаат целата работа околу јавната хигиена да ја завршат комуналците. Одредбите за почитувањето на Законот за јавна чистота важат за сите. Комуналците на јавното предпријатие ИСАР чистат колку што можат да стигнат, но и граѓаните, а посебно институциите и дуќаните, треба да се грижат за изгледот пред нивните дуќани и за почитувањето на Законот за јавна чистота. Во спротивно, инспекторите ќе казнуваат. Во сите можности на јавното предпријатие ЈП ИСАР, значи, вработените ги чистат, значи, сите јавни површини, улиците и тротоарите. Но исто така треба да напоменеме дека тоа е обврска и на самите луѓе кои што имаат своји дуќани, исто така и пред јавните објекти, значи дека треба редовно да си го собират сметот, да чистат исто така и да не го одлагаат ѓубрето на јавни површини. Значи да го одлагаат отпадот во контейнерите и во кантите, бидејќи доколку бидат фатени на лице место, по Законот за јавна чистота, значи следува казна од 50 до 200 евра во денарска противвредност. Што се однесува за шарањето на пароли и графити, Законот за јавна чистота е јасен. Казни има и за тоа. Забрането е шарење на графити на јавни површини, исто така и по зградите, по фасадите, бидејќи согласно законот исто следува казна од 50 евра во денарска противвредност. Упатуваме апел до сите млади граѓани да не шараат, да не цртаат и да не ја уништуваат јавната површина. Везенков и со подсетување за граѓаните, градежниот шут треба да завршува на старата депонија кај крстот. Се преврте тракторист во Берово. Поради повредите итно е транспортиран на ургентен во Скопје. Фатени крадци на дрва во Штип, во Караурман украдени овци. 55 годишен беровчанец се бори за живот во ургентниот центар во Скопје, откако синоќа во сообраќајна несреќа се здобил со повреди опасни по живот. Движејќи се по улицата Маршал Тито во Берово, излетел од патот и се преврател. Во несреќата учествувало и возило Мерцедес кој го управувал 51 годишен беровчанец, информираат полицијата. Ова е втора тракторска несреќа за кратко време на реонот на СВР Штип. Неодамна на 9-тиот километар на патот Штип Радовиш се преврате трактор при разминување со товарно возило. За среќа 41 годишниот штипјанец кој го управувал тракторот се здоби со полесни повреди. Синоќа во редовна контрола штипската полиција на улицата Радански пат одзела 1,5 метар кубен огревно дрво бука. Истите биле натоварени во возило Сузуки, а ги превезувале двајца штипјани на возраст од 19 и 21 година. По комплетирање на случајот, против двајцата ќе биде поднесен соодветен поднесок, најавија надлежните. Полицискиот билтен за изминативе 24 часа бележи и кражба на овци. 41 годишна жителка во населбата Стар Караурман вчера пријавила кражба на 4 овци од стадото на 71 годишен сточар. Штетата се проценува на околу 400 евра. Пинг-понкарските суперлигаши ги одиграа надпреварите од второто првенствено коло, во кое учинокот на штипските екипи е половичен, една победа и еден пораз.
На 24 октомври најдобрите македонски пинг-понгари ќе настапат на традиционалниот турнир Верлес Open 2016. Актуелниот пинг-понгарски шампион на Македонија, екипата на УГД Студент, фуриозно ја започна и новата сезона. По одличниот настап во првото коло и ефектната победа против екипата на Младост 96 од Прилеп со максимални 5:0, штипските студенти остварија нова максимална победа и во второто првенствено коло. Во Штип УГД Студент ја победи екипата на НЕЦ Телеком од Скопје со резултат 5:0. Творци на победата беа Филип Костадиновски и Кристијан Станојковски со по 2 победи и Петар Костовски кој оствари 1 победа. Вториот штипски суперлигаш екипата на шампион ФА. Во првото коло ја победи екипата на Радовиш со резултат 5:1, но во второто коло загуби на гостувањето во Скопје од екипата на Вардар со резултат 5:1. Поразот на штипјаните се должи на ситните повреди на поедини пинг-понгари кои сепак во духот на ферплејот настапија на овој меч. Во следното трето коло екипата на УГД Студент ќе гостува на Младост во Прилеп, додека мечот во Штип шампион ФА работнички е одложен на барање на скопската екипа. Во понеделник 24 октомври најдобрите македонски пинг-понгари се поканети и ќе настапат на традиционалниот турнир Велес Open 2016. Колку за подсетување на миналогодишниот турнир, штипјани беа на самиот врв, односно Кристијан Станојковски беше прв, а Петар Костовски го освои второто место. Тоа беше и последната информација од спортот во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Пријатно!